Структурирање на податочни сетови и квалитет на податоци. Кога станува збор за податоците, тие најчесто се групирани заедно во множество кое се нарекува податочен сет. Во најкратка можна дефиниција, податочен сет е збирка на податоци. Како што напоменавме претходно, податоците може да се презентираат на различни начини и во различни формати. Истото важи и за групирањето на податоци кои во својата сирова форма може да се групираат на различни начини, поточно во различни формати. Најкористен начин за групирање на податоците е во табели. Од тука, ваквото групирање е познато под називот табеларен податочен сет. Во ваквиот сет, секоја колона во табелата представува одредена променлива, додека секој ред представува вредности по варијабилата или променливата. Како пример за табеларен податочен сет, може да се земе регистар на паркинзи на територијата на одреден град. Во ваквиот табеларен податочен сет, податоците би се изразувале преку колони во кои би биле вклучени адреса, географски координати, број на вкупни паркинг места, број на паркинг места за лица со инвалидност, работно време, цена на час и така натаму. Во редиците пак се наведуваат податоците за секој заведен паркинг во однос на вредностите или варијабилите кои се наведени во колоните. Оваа структура најлесно би се представила во софтвер за табели како што е Microsoft Excel, додека форматот на податочниот сет кој е машински обработлив во отворен формат може да биде CSV, каде секој податок во секоја колона е одделен со запирка, попознато на веб под називот Comma Separated Values. Во овој контекст вреди да се подсетиме на забелешката од претходните лекции, дека за обезбедување на неограничена употребливост на податоците, податочниот сет мора да биде достапен во отворен формат, кој нема да го ограничи корисникот со купување на лиценци за одреден софтвер. Мошне важно е да се потенцира дека градењето на солидна структура на податочниот сет овозможува да се искористи најголемиот потенцијал од податоците. Доколку податоците се поделени или категоризирани или сегрегирани до најниско можно ниво, може да се направат најмногу вкрстувања и реискористување на податоците. Во пракса, ова значи дека со додавањето на дополнителни податоци во одреден сет се зголемува употребливоста на наведеното множество. Дополнително, важно е да се напомени потребата од прегледност на сетот, поточно важноста за секој податок да е јасно обележан и јасно категоризиран, со цел да се обезбеди разбирливост за крајните потенцијални корисници и да се избегне мисинтерпретација или погрешно сваќање на податоците и креирање на несоодветни информации. Понатаму, податоците треба да бидат соодветно категоризирани. Тоа значи дека еден вид или тип на податоци не треба да се меша со другите податоци во сетот, дури и во случај кога податоците се поврзани. Категоризацијата на податоци е условена од карактеристиките на варијабилите. Така, при категоризацијата треба да се земе предвид дали варијабилата е ординална или номинална, дали варијабилата се презентира со бројки или шифри или букви, дали бројките содржат децимални места и до кој степен и така натаму. Да ги илустрираме овие објаснувања со примерот со податочниот сет за паркинг места. Доколку се изработува табеларен преглед на паркинзите во градот Скопје, потребно е да се избере колку варијабили ќе бидат вклучени во податочниот сет и во каков формат ќе се презентираат варијабилите. Доколку паркинзите имаат соодветни називи, како што е случај со автобуските станици низ Скопје, тогаш во првата колона би биле наведени имињата на паркинг местата. Оваа колона може да се организира или подреди алфабетски или по друг критериум, како на пример оддалеченоста на паркинг местото од центарот на главниот град. Следна категорија би била зоната во која се наоѓа паркингот, што би ја условувала цената за 1 час паркирање, како и тоа кои возила смеат, а кои не смеат да се паркираат на наведеното место. Во случајот на градот Скопје, во оваа категорија, варијабилите се бележат алфанумерички, поточно со употреба на букви и бројки, како на пример зона C1. Тука станува збор за категоријална варијабила, бидејќи подразбира категоризирање на податоците во зависност од претходно определени зони.
Должината и ширината на паркинг просторот, од друга страна, представува номинална варијабила бидејќи подразбира конкретни мерки кои не се поделени во категории, туку се одредуваат на мерна оска, во случајов со употреба на скали за мерење на метри и сантиметри. Во ваквиот податочен сет може да се вклучат и податоци кои се однесуваат на трошокот за паркирање и соодветни рестрикции. Ваквите податоци би били употребливи за крајните корисници кои може да ги пребараат податоците во самиот податочен сет или пак да го употребат сетот за изработка на соодветни апликации. Така, на пример, доколку се објават податоци и за географските координати на паркинзите, развивачи на софтвер може да изработат мобилна апликација која ќе ги прикажува паркинзите на мапа или да им го прикаже на возачите најблискиот паркинг. Доколку во изработката на апликацијата се употребат и податоци за цената за 1 час паркирање, апликацијата може да вклучи и калкулатор за корисниците, како и подсетници за возачот да се одјави од паркинг местото кога ќе замине. Кога станува збор за табеларното организирање на податочниот сет, досегашните објаснувања и примери може да се резимираат во следниве корисни насоки. Првиот ред на табелата мора да биде наслови на колоните, со по еден наслов за секоја колона што има податоци. Сите податоци мора да бидат во редови и колони. Секој ред чува различен запис во секое поле која одговара на нејзината колона. Не вклучувајте дополнителни знаци, како на пример курс, запирки, символи за фуснота и така натаму. Придржувајте се до ISO стандардите за полињата, онаму каде што можете. Погледнете ги земите според нивниот код ISO 3166, датумите во форматот ISO 8601 и така натаму. Ако не е достапна вредност за одредено поле, оставете го празно. Не пишувајте N или A или не додавајте забелешка во полето. Не додавајте дополнителни податоци во иста датотека, како на пример збирна статистика, опис на методологии и така натаму. Тие припаѓаат на друго место. Димензии на квалитет на податоци. Согласно прилозите кон Стратегијата за отворени податоци 2018-2020, постојат повеќе димензии за квалитет на податоци кои треба да се следат со цел да максимално се искористи потенцијалот на отворените податоци. Точност е степенот до кој правилно се представени карактеристиките на објектите, ситуациите или настаните од реалноста. Достапност е степенот до кој може да се пристапи до податоците. Тука е вклучено и долгорочното постоење на податоците. Комплетност е степенот до кој што се вклучени податочните елементи или податочните точки кои се неопходни за поддршка на апликацијата за кои се наменети. Соодветност е степенот до кој се следат експлицитните правила или стандарди за снимање, објавување и опишување. Доследност е степенот до кој не се содржат противречности кои ќе ја отежнат или ќе ја оневозможат неговата употреба. Кредибилитет е степенот до кој се заснуваат на извори на кои може да им се верува или се доставени од институции со висок степен на доверба. Процесибилност е степен до кој може да се разберат и да се управува со автоматизирани процеси. Релевантност е степен до кој може да се содржат потребните информации во поддршка на апликацијата. Навременост е степенот до кој правилно се одразува моменталната состојба на субјектот или настанот и степенот до кој податоците во најновата верзија се ставаат на располагање без непотребно одложување. За илустрација, да ги контекстуализираме овие димензии на квалитет во примерот со податочниот сет за паркинзите во Скопје. За висок степен на точност на податоците во ваквиот сет, би било потребно вклучените податоци да соодветствуваат на реалната состојба. Имено, податоците да се однесуваат на оние паркинзи кои се тековно во употреба со точни координати околу нивната локација. За обезбедување соодветно ниво на достапност, податоците мора да се достапни преку наменска платформа кон која нема да има ограничување на пристапот за потенцијалните корисници, ниту пак ќе биде потребно корисниците да поднесуваат посебни барања за да им се даде пристап до отворените податоци. Посебно важен сегмент за димензијата на достапност е и форматот на отворените податоци.
посебно имајќи ги предвид ограничувањата на одредени формати со кои потенцијалниот корисник се условува да плати за соодветен софтвер за да може да ги прегледува или обработува податоците. Соодветноста се доведува во тесна врска со лиценцирањето на податоците од примерениот сет и подразбира давање на јасна инструкција за потенцијалниот корисник, која објаснува на кој начин се дозволува употреба на понудените податоци. Доследноста подразбира дека податоците, вклучени во ваквиот сет, треба да ги понуди градот Скопје во соработка со соодветни јавни претпријатија и истите треба да бидат прикажани согласно воспоставената практика или усвоените стандарди. Тоа се надоврзува и со димензијата на кредибилитет. Процесибилноста подразбира дека податоците за паркинг места најпрвин се разбирливи и не се обележани со користење на кратенки кои на корисниците им се непознати и истите може лесно да се обработат. Релевантноста подразбира дека во податочниот сет за паркинзите ќе се вклучат информации кои се потенцијално корисни и употребливи, како на пример координати, тарифи и број на слободни места, додека би се изоставиле потенцијално неупотребливи податоци, како на пример бојата на линиите со кои се бележат паркинг местата. Навременоста подразбира благовремено и точно објавување на податоците во ваквиот податочен сет, како и додавање на нови податоци. Така, на пример, доколку одреден паркинг се затвора или се отвора нов, ваквата состојба мора да се отслика во податочниот сет кој е достапен на соодветната платформа. За овој пример би требало да се внимава и на промените во тарифите, ограничувањата за паркирање, како и зголемување или намалување на достапните паркинг места.